Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Јас, како што најавив во Централниот дневник, вечерва разговараме за конфискацијата, бидејќи генерален впечаток во јавноста е дека таа не се спроведува доволно, па дури и во услови каде што има можности, односно конкретни случувања кои што навестуваат дека тоа добро е стекнато по пат на криминал и корупција, дури и таму не се спроведува конфискацијата. Тоа е генерален впечаток, но дали е така, вечерва разговараме со првиот човек на Агенцијата за управување со одземен имот или популарно наречена Агенција за конфискација, господинот Фатон Асани. Добро вечер, господин Асани, благодарам што сте дел од ова издание на емисијата. Добро вечер и за вас, добро вечер за вашите гледачи и благодарно за вашата покана за денес да ги кажеме активностите или да представиме Агенцијата за управување со одземен имот, низината работа. Тоа е непобитна алка, конфискацијата како институт, како да кажам, во успешното справување со организираниот криминал и корупцијата, барем така го оценуваат луѓето кои што се бават нели со таа фела, обвинителство, суди, адвокати и тоа, меѓутоа еве како што реков генерален впечаток е дека таа многу малку се спроведува. Меѓутоа вие во подготовката на оваа емисија го демантирате тоа, бидејќи велите сега кога ќе ги изнесам податоците што све ние конфискуваме, ќе утврдите дека не е така. Еве повелете, значи вие сте директор, да не заборавиме да информираме јавноста од 2017, пардон, значи 5 години цели, па имате и доволно искуство да еве поразговараме, што значи елоквентноста е тука. Еве господине Асани, кој е најголемиот плен, условно речено, што досега го има конфискувано агенцијата? Па најголемиот плен и сигурно актуелен е пленот, односно од случајот со господинот Мјалков, кој што беше запленет, односно беа запленети парични средства и беа запленети некаде околу 20 недвижнини, беа запленети акции и така тој би рекол дека тој е најголемиот плен досега од самото постојање на агенцијата. Така во противвредност по судската пресуда е некаде околу 30 милиони евра. Меѓутоа, тоа ќе го видиме откако ќе извршиме судско вештачење на сиот тимот кој што е дојден во агенцијата како движен и недвижен, па тогаш можеме да ви кажеме и точна бројка колку е пленот точно по проценката на Бирото за судски вештачења. Така, еве споменав јас на почетокот за тој генерален впечаток дека не се конфискува многу или не се употребува конфискацијата, па дури од страна не се детектира, не се препознава ниту обвинителството дава таков налог, ниту пак судовите носат такви одлуки, барем тоа е генералниот впечаток. Меѓутоа еве вие велите ќе не побиете со бројки што се е конфискувано и кои вредностни износи се вратени назад во државата или се користат нели на друг начин. Рековме за Мјалков, кој друг вака може ли да ни кажете на почетокот така некој раритет, што е најнеобично нешто конфискувано во земјава? Па видете, се конфискува секојдневно. Значи нашата соработка е најголема соработка имаме со Царинската управа, ние секојдневно имаме нели влез и излез од држава каде што Царинската управа конфискува работи кои што се нелегално влесуваат во државата, така да имаме такви активности секојдневно. Прашавте кои се бројките, дали работи или не работи, значи или впечатокот дека агенцијата нема активности. Не дека агенцијата, туку затоа што не се носат пресуди, правосудни судски пресуди каде што има одлука за конфискација. Затоа веламе веќе можеби повеќе има искуство. Веќе се носат. Значи ајде малку да објаснам околу агенцијата. Агенцијата постои од 2009 година. Инаку зборот конфискација или агенцијата е последната алка од зборот конфискација, каде што ние сме извршители, да речеме, на судски донесени правосилни пресуди. Од 2009 до 2017 имаме период и од 2017 до 2022, односно до вечерва активности. Така, го делите периодот до вашето доаѓање во агенцијата и после тоа. Го делиме времето само поради тоа што ви нели рековте како ќе го побиете тоа. Ние можеме да зборуваме многу, меѓутоа тоа можеме да го побиеме едноставно и единствено со бројки. Кога би ги земале бројките од 2009 година до 2017 и од 2017 до 2022, бројките се енормни. Или, често сум ги кажувал на вакви интервјуа бројките, ќе ги повторам и овде, значи Царинската управа е наследена со 6,5 милиони некаде непревземена стока,
до 2017 година. Денеска е таа бројка падната на 2 милиони парчиња непревземена стока. Значи тоа е сработено од страна на агенцијата и царинската управа, каде што Непревземена стока, што значи тоа непревземена стока значи стока која што е одземена од страна на царина и останала во нивните магазини. И така да до 2017 таа бројка беше околу 6,5 милиони непревземени парчиња или непревземена стока. денес таа бројка е падната на 2 милиони. Така да тие 4 милиони сигурно ги сработила агенцијата. Така. Да. Една бројка е таа, друга бројка е, значи, еден од поголемите проблеми на агенцијата, а најмалку доходовен, че речам дека се возилата, односно на ниво на држава ние имаме некаде повеќе од 10.000 возила. Или запленети во моментов или општо за овој период од 2017 Не, од почетокот на агенцијата, дури од пред формирање на самата агенција, имало возила кои што порано судот ги решавал, па тие се наследени, така да бројката денес би била сигурно над 10.000 возила. Значи, ние од 2017 до денеска некаде имаме доделено околу 1000 возила на државни институции. Така да... Што значи дека во возна состојба и предпоставам добри возила... Да, па некаде, според нашите проценки, некаде државниот буџет го имаме заштедено над 2,5 милиони евра, или ајде да кажам, најповеќе возила добила МВР, Министерството за внатрешни работи, некаде над 100 возила, па нив сме ги заштедили некаде околу 400-500.000 евра. Значи, возила кои што сме ги дале на МВР, МВР не купила, ги користила истите тие возила. Така да и тоа е на некој начин добробит за така се штити буџетот на инаку тие средства би требало нели од буџетот или на МВР, ама тоа е буџетот републички што се вели не за сега сите нас. Или пак некаде имаме доделено околу 500.000 евра на социјални центри. 500.000 евра не во парични средства, туку во разна стока, во облекло, во храна, во техника, или еве да кажам, последната донација беше некаде околу 91 машина за перење, па баш се погоди и во пандемијата, каде што ние имаме потреба, нели, како држава, нашите болници, затвори, градинки од поголема хигиена, и беа доделени 91 машина за перење, на првично дадоме предност на болниците, на градинките и на затворите. И некаде беше во вредност од 30.000 евра. Така. Од конфискувате се, предпоставам, од движен до недвижен имот, нормално гледате она што има вредност, што е вредноста компатибилна со делото или онака како што нели пресудиле судовите. Што е освен во тој движен имот? Што уште имате и оружје, знам, и дрога, сега скоро испаливте, мислам беше спалена, не вие лично, туку нели во погоните на Макстил беше спалена околу 10 тони дрога. За кој период е таа дрога? Ние во овие 5 години, че речам, или ние, јас бев иницијатор за уништување, и односно агенцијата имаше 3 пати уништување во овој период на друга и наркотични средства и на оружје. Во овој период од 7 години? Во овој период, да, од 5 години. Од 5 години, да. пардон. 5 веќе во 6. Така. Последниот пат уништивме некаде околу 10 тона или во вредност околу 26 милиони евра. И секако и тоа треба некој да го сработи. Значи, од правосилно судско решение до наредба на обвинител, до обезбедување на тие предмети, до свикување на комисијата за уништување. Значи, една серија на работи или на чекори кои што треба да се направа за да дојдеш до целта, односно самото уништување кој што беше јавно транспарентно во Макстил. Што друго содржат овие, што предмети, со какви предмети располагаат луѓе во што се дрзнуваат, нели, да се бават со организиран криминал? Што може да им конфискувате, бидејќи таму има сега и злато и оружје, покрај, нели, возила што има? Предпоставам дека возилата доминираат на оземена стока или не е така? Да, така е. Ако кажеме што е конфискација, конфискација е еден збор каде што значи одземање на добробитен материјал, односно од средства кои што се стекнати од некој си криминал, одземени во корист на државата. Значи, покрај возилата кои што ги споменав, покрај донациите кои што се извршени од страна на агенцијата према социјални центри, ние исто така одземаме и недвижен имот.
односно имаме одземено земјиште, имаме одземано станови, имаме одземано куќи, каде што, ете сепак да се вратиме и од парични средства кои што се влеваат во агенцијата, значи од 2017 година ние константно почнаме да вршиме продажба на недвижнини. 2017 година некаде внесоме во државниот буџет околу 600.000 евра. Немој да ме фаќате за збори за цифрите, меѓутоа ќе ви кажам околу. 2018 милион евра, 2019 пак некаде околу 600.000 евра, 2020 пак милион евра. Само од недвижен имот, така? Па да, од средства кои што од движен и од недвижен имот, затоа што агенцијата почна да продава и возила покрај недвижниот имот и последното внесување во државниот буџет беа фамозните 6 милиони и 140.000 евра кои што ги внесоме во, мислам дека месецов ги внесоме во државниот буџет и така да таа е работата на агенцијата за да ја помага. А зошто велите фамозни 6 милиони евра? Па затоа што од самото постоење на агенцијата е најголемата цифра досега внесена во државниот буџет е баш таа. 6 милиони евра од постоењето на агенцијата. Најголемото внесување на парични средства се случија во овој месец. Како реагираат оние од кои што се земаат предметите, господине Асани? Како поминувате на терен? Сигурно вие сте на некој начин извршители, практично, ако сега така. Па така, државни извршители. Државни извршители, точно. Извршители. Ние имаме оперативен сектор во агенцијата, каде што ние физички вршиме примопредавање на запленатата стока. Некогаш имаме потреба од асистенција на полиција, ние имаме таа асистенција и така да се случува секојдневно. Така, од ова се што се збори за степенот на организиран криминал и корупција во државата, дали сметате дека ова што го запленувате, пак ќе речам тоа е врз основа на судски одлуки, вие не одите сами од себе да одите да конфискувате, нормално мора да дојде како правосилна судска одлука, решение, па вие да излезете на терен и да конфискувате, дали сметате дека еднакво пропорционално она што, во државава се зборува за нивото на степенот на корупција и организиран криминал, и она што се извршува како конфискација. Иако не е репер, се разбира, бидејќи не е се до конфискацијата, ама... Ние самите кажавте дека сме извршител, државен извршител кој што извршува судски донесени правосилни пресуди. Постапката би ја објаснил и за вас, и за македонската јавност, и за вашите гледачи. Значи, често кажувам, и тука ќе кажам пак, агенцијата извршува судски пресуди правосилни. Успешна работа би имала агенцијата кога би била донесената судска пресуда чиста, јасна и гласна. Ние, откако ќе дојде правосилната судска пресуда, постапуваме по истата, зависи за што се работи, дали се работи, ако се работи за недвижен имот, ние го известуваме катастар, со самата пресуда, во прилог на нашето известување до катастар, приложуваме и судската пресуда дека одредениот недвижен имот треба да се предаде, односно треба да се препише на агенцијата и тоа се извршува од страна на катастарот и од тој момент собственик на тој недвижен имот е РМ или Агенција за управување со одземен имот. Откако ќе биде префрлен тој истиот предмет на агенцијата, ние се обраќаме до Бирото за судски вештачења. Затоа ви реков околу случајот со Мијалков дека по правосилната пресуда од страна на судот се впишани 30 милиони евра. Меѓутоа ние тоа дополнително го утврдуваме и пуштаме и сме должни да пуштаме барање до Бирото за судски вештачења, проценка на тие недвижни. И од тие 30 милиони евра, сега првите 6 милиони, сега што рековте дека овој месец се наплатени, односно вратени, тоа се тие средства или други средства? 6 милиони беа најдени на банкарски средства. Да, на банкарски средства. А плюс овие 20 недвижни кои што се ние, значи, она што ви објаснува в процедурата на работење на агенцијата, значи ние за да дојдеме до една продажба, мора да го процениме. Истото тоа, кој ќе го процениме, секоја една проценка важи или има важност од 6 месеци. Ако тој се менува, предпоставам, вредноста, така? Па сега, нели, еве, гледате секојдневно со самава
ситуација Инфлација, економска веројатно. може да порасне, може, меѓутоа тие 6 месеци важи таа цена која што ние добиваме од бирото за судски вештачења. Тогаш го известуваме после добиената проценка, го известуваме управниот одбор, ја известуваме влада дали дава согласност тој ист недвижен имот да оди на продажба. Да ви се пофалам дека во регионов сме првите и единствените кои што како агенција имаме електронска продажба или аукција. Аукции ги организирате, колку често ги организирате? Па ги често аукции? почнаме често да организираме, дали ние претходно разговаравме за една успешна работа на една институција потребни се и услови за работа. Во 2017 година, откако сум јас директор, ја наследив во една ситуација каде што немаше баш услови за работа, меѓутоа Подобрени се условите? Многу подобрени се условите, затоа што од страна на владата добивме простори каде што ние сме сега сместени во простор каде што имаме доволно место и услови за работа. Значи ви кажав дека како агенција во регионот сме првите кои што организираме електронски аукции и тие течат. Има интерес за тие аукции, да. Каде ги објавувате, да речеме? Па ние сме должни да објавиме во 2 весници, на македонски и на албански јазик. Откако ќе објавиме во весниците, се појавуваат, односно доаѓаат кај нас купувачи заинтересирани. Што ставате на аукција, господин Асани? Па имаме ставано и недвижен и движен имот. Значи досега сме продале и возила, сме продале и станови, имаме обид, не е обид, дури продадовме и одреден број на акции. Акциите не ги продаваме ние, туку ги продава македонската берза. Ние ги даваме на берза и така да... Вие сте ги конфискувале како акции, баш така како акции? Да. И со нив, нели, кога ја објавуваме продажбата, ја објавуваме преку македонска берза и таму, нели, знаете како оди со наддавање. Така да и акциите беа, имаше акции продадени. Знаете што, бидејќи вие конфискувате, ама треба и да се ослободите од тие конфискувани средства, како стоите со складишен простор? Видете, значи основна работа на агенцијата е впаричување на тоа што се конфискува. Колку што е можно побрзо, претпоставувам, ако успеете. Колку што е можно побрзо. Меѓутоа, пак исто кажав дека треба да имаме и соодветни услови. Сме на добар пат и малку по малку условите ќе дојдат сигурно и многу подобри отколку што се и сега и сигурно и работата би се зголемила и паричните средства биле многу поголеми отколку што се. Ние имаме магазин во Гевгелија, имаме магазин затворен и отворен во Идризово, затворен и отворен во Гевгелија, отворен магазин во Милодиновци и затворен и отворен магазин во Тетово. И зависно од каде доаѓа стоката, значи така и ја сместуваме. Ако така да би кажал дека магазинот во Гевгелија ни ги покрива граничните премини Богородица, Новосело, Дојра. Магазинот во Тетово ни покрива Западна Македонија, така и се снаоѓаме. Така гледате регионално да бидете покриени, практично сите региони во државава да бидат покриени. Да, сега дури доделено и земјиште од страна на влада, каде што би требало да се изгради еден модерен магазин, меѓутоа, како рекле Србите, о том потом. Така. Пред кого реферирате за вашата работа, за учинокот? Агенцијата за управување со одземен имот не сме под ниедно министерство, ние сме директно под влада и реферираме пред премиерот. Значи, секоја наша одлука мора да помине во влада и влада да го даде последниот амин за било која работа. Така, се зборува сега за реорганизација на органите на државната управа. Дали може би агенцијата ќе потпадне под некое министерство или не сте информирани? Не сме информиран, па мислам дека и работата на агенцијата е изворедна сега. Не знам дали би донесло до некој плюс доколку би се прилепила до некој министерство или не. Веќе ние функционираме како што треба да речем. Така. Имате најавено изработка на измени на законот за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична постапка. Зошто ги носите овие измени? Дали праксата ви покажа дека во некои делови законското решение треба да е подобрено? Во овие 5 години ние видоме кај може да се подобриме, како можеме не да се подобриме, туку да се олесниме работата. И така да
следуваат некои законски измени, каде што со истите тие законски измени сигурно би го решиле поголемиот проблем и со возилата кои што го имаме. Затоа што сега е воведено, мислам предложено во законот, тие возила кои што се постари од 10 години стојани на разни складиштени магазини, да можеме да ги решаваме побрзо, затоа што навистина се проблем. Ви кажав дека најмалку доходовни, а најголем проблем се на агенцијата. Ќе кажете зошто? Не се само на агенцијата проблем, туку создаваат проблеми на други институции. Затоа што 10.000 возила ние како агенција сигурно не можеме да ги продадете или да ги одугите, да ги сместиме, да ги сместите, точно. И така да истите тие создаваат проблем на Министерството за внатрешни работи, затоа што при конфискација на такви возила па идат паркирани на нивните плацеви, па им создаваат на нив проблеми, или шумската полиција, или национални шуми, и така да кажам дека во бројките веќе кога почна да ги кажувам, дојдоме и со возилава повторно да се вратиме на темата, ние, од тие 10.000 возила, ако 2008-2017 се продале 200-300 возила за старо железо, ние до денес продадовме 2000 возила. За старо железо? За старо железо. Значи возила кои што се неупотребливи, и така да од една страна се влеале парични средства во буџетот на РМ, а од друга страна пак сме ги ослободиле и институциите кои што ги спомнав претходно. А велите, од една страна има и неупотребливи возила што ги продавате за старо железо, ама дали има возила во кои што се возат некои од нашите функционери? Има возила, да. Значи не одбиваат функционерите да се возат со запленети возила? Не, кај нас не. Значи вака, бев гостин во Босна и Херцеговина и бев на едно исто вакво интервју гостин, па имаше едно прашање од страна на ваш колега, вика дали господин Асани, вашите функционери би се возеле во одземени возила. Значи за тоа самото прашање вика дека за нив било проблем да се возат нивните функционери во одземени возила. Кај нас не е проблем. Го прифаќаат, значи тоа функционерите. Не само што сакаат, туку и молат да се возат во одземени возила, и така да во Европа возилата се гледани како возило, како секојдневно средство за работа. Тука малку имаме и негодување од страна на јавноста дека возилата се злоупотребуваат или не се злоупотребуваат, меѓутоа се потреба за една институција за да функционира нормално. И така да тие 1000 возила сигурно на тие институции им вршат голема работа, или да кажам дека на МВР ако сме им доделиле над 100 возила, ние доделиме околу над 50 возила на Министерство за здравство или на општи болници по целата држава, и каде што допринеле за работата на тие болници. Така. А како е состојбата со извршување во странство? Да речеме, дали имате такви искуства? Видете, треба да се случи за прв пат од постојањето на самата агенција едно извршување кое што треба да биде извршено во Република Германија. Некаде имаме една пресуда околу $500,000 кои што се замрзнати, кои што се во банките во Германија. Од наша страна... на наши личности... Да. Так. Па ќе кажам дека 2017 и тој проблем го наследи, каде што не беше извршен, а многу одамна е како проблем. Па дојдоме да преведиме пресудата, па ја преведоме пресудата, па ја дадоме сега бидејќи нашата работа беше доодреден чекор да се направи, а потоа треба нашите институции, Обвинителство, Основниот суд или Министерство за правда преку меѓународна соработка да го дозавршат тој проблем, и сигурно би се влеале за кратко време некаде, значи паричните средства ги спомнав дека некаде со околу $500,000, каде што со таа меѓународна соработка тука има некои конвенции меѓународни каде што дел останува во државата каде што се конфискувани, меѓутоа поголемиот дел сигурно би се слел во нашиот буџет. Ние сме речиси на крајот, не речиси туку и на крајот на емисијата, но сакам да ве прашам уште ова. Вие сте веќе 5-та година на оваа позиција, меѓутоа претходно
речиси 4 век сте живееле и работеле во Италија. Што и недостасува на Македонија да биде како една од земјите членки на Европската унија или она што велиме ние развиен свет? Што ви пречиш овде нешто? Има ли нешто што ви пречи, што е функционално таму, овде што Работна не навика функционира? нема. Во која смисла? Во секоја смисла. Значи не е работата само да отидеш на работа да се куцнеш во 8 и да се куцнеш во 4. Работната навика е ако ја немате тогаш нема успех. Значи јас бројките што ги кажав не се лично мои сработени, се сработени со целата институција, меѓутоа навистина ви фали во цела држава фали работната навика. Значи не можете вие да одете во една зошто сите бараат државна работа? Приватњаци бараат насекаде работници. Затоа што ние имаме во нашите мисли дека државната работа која земат и дека не се работи. Мојот доим во овие 5 години е тој, дека баш, значи иако платите се помали, сите бараме државна работа. Затоа што таму се условите добро? Затоа што режимот веројатно поинаков. Погалена ни е јавната администрација, веројатно, да, неверојатно, тврдам дека е така. Добро, значи треба тука сите да повлијаеме. Значи треба да работиме сите на работната навика. Значи работа е работа, дружење е дружење, меѓутоа на крајот од денот треба да имаме некоја цел или на крајот од месецот. На крајот од месецот секој ден работен треба да се оправда платата. Ние се жалиме сите од платите дека се мали, дека се вакви, дека се онакви, а секој од нас треба да допринесе и да допринесе во таа институција каде што работи, за да растат после платите. Платите не растат сами по себе. Така е. Господине Асаниеве, дојдовме до крајот на емисијата. Благодарам што бевте наш гостин за прв пат во емисијата Аргумент Плюс. Се надевам нема да биде и последен со некои нови резултати што ќе ги имате. Повторно ќе ни бидете гостин. Благодарност уште еднаш и благодарност до гледачите на ова издание на Аргумент Плюс. Довидување со програмите на телевизија 24 почитувани.